Елиезер. За патот. За вистината. За живот. Здраво и поздрав за Добре дојде во Елиезер, емисија за обновување на умот. Ова издание е трет дел од Патот до обновен ум. Се надевам дека размислувавте за содржината од претходните два дела. За потсетување, јас сум Елена и ве поканувам на заедничка дружба преку аудиобрановите. Исус Христос е представен како Божиот збор во тело. Исус ни вели: "Што и да ви речам е дух и живот." Така што зборот представен во тело премина во збор претворен во дух. Исус кога и да проговореше правеше повеќе од испраќање на идеи, концепти и принципи. Тој всушност зборуваше и тие зборови станаа присутни и стварни. Важно е за нас да го сватиме тоа,
а воспротивно го намалуваме нашиот капацитет да учиме, бидејќи кога и да зборува Бог или кога ние го кажуваме она што тој го кажува, тогаш зборовите преминуваат во стварност. А во таа стварност, можноста, односно способноста да бидеме и да правиме се она што тој рече. Стихот во Светото Писмо кој гласи дека ништо не е невозможно за Бог, односно за оној кој верува, сушност значи дека секој еден изговорен Божји збор ќе содржи сопствената способност да создава. Односно, дека не постои Божји збор кој доаѓа до тебе, а да нема моќ за креирање. Или попрецизно кажано, дека секој Божји збор во себе има капацитет за да се реализира, односно оствари сам по себе. Зборот е семе. Доколку тоа семе е посеано, во понизно срце ќе роди плод. Во Евангелие според Матеј пишува: Барајте го најнапред царството на Бога и неговата правда и се ова ќе ви се придаде. Што значи? Треба да бидеме во Божјата атмосфера, во Божјата сфера, бидејќи таму има слобода. Таму каде што Духот Божји го демонстрира водството на Исус Христос, слободата е доказот. Доказот за живот во Царството Небесно е слободата. Слободата не е можност и способност да правам што сакам, туку да го правам она што е исправно. Најослободителното нешто во светот за секој од нас е да бидеме она за што сме создадени да бидеме. Кога ќе го откриеш она за што Бог те создал, тогаш не би сакал да бидеш некој друг. Ќе бидеш воодушевен од она што го прави Бог во другите луѓе, но не би сакал да бидеш она што се тие. Би сакал тие да бидат тие, а ти да бидеш ти. Царството Небесно е во сферата на Духот. Токму затоа изговарањето на она што го вели Небесниот Татко е значајно, бидејќи нашите зборови стануваат дух, а тој дух во себе ја содржи реалноста на Царството Небесно. Затоа Исус вели: покајте се, зашто Царството Небесно е близу. Светото Писмо е живо. Царството Небесно се правичноста, мирот и радоста. Онаму каде што има мачење и тортура, одговорот е Божиот мир. Онаму каде што има болест, одговорот на Бога е оздравување, радост. Онаму каде што има грев, одговорот на Бога е неговата правичност, да биде дел од човековата природа. Прво, осознаваме духовно, па потоа со нашиот интелект ја разбираме ситуацијата. Исус Христос ја вложува цела своја енергија и време за да не научи да мислиме како што тој мисли. Кога ја прифаќам грижата, тогаш јас намерно се борам против умот на Христос. Кога се занимавам со мисли и идеи што се во конфликт со Бога, тогаш всушност го хранам она што се бори против умот на Христос. Умот на Христос е комплетно различен, односно умот на Христос не е само надежно соочување со проблемот, бидејќи тој живее со свесноста за расположливите ресурси, што се поголеми од проблемот со кој се соочува. Што значи? Постои свесност за да се живее во сфера на неограничени ресурси наспроти проблемот. Исус дојде за да го открие и манифестира Божјото царство. Зошто? Бидејќи уште од првиот ден ги назначи Адам и Ева за да ја доминираат и управуваат земјата. Желбата на Бог беше луѓето направени по неговата слика, по нивна слободна волја да управуваат со светот. Но тие грешејки го изгуби авторитетот да го прават тоа. Така што Исус стана човек за да го врати авторитетот назад, распнат и воскреснат од мртвите, за да се врати кај неговите браќа и сестри, тоест кај нас, и да ни го предаде клучот на авторитетот.
Што значи повторно имаме авторитет да владееме, не како слуги, туку како пријатели и деца на семојкиниот Господ Бог. Верата гледа. Верата престојува во место каде што нема нешто невозможно. Ова е значаен момент во откривањето на тоа како треба да мислиме. Но се започнува со нашето спасение, со зборот наречен покаяние. Покајте се, бидејќи Царството Небесно е близу. Покајанието не е вежба на интелигенција. Тоа е согледување на нашата состојба како погрешна, неоткриена, несвојствена за нашата природа. Оживување на нашата мртва природа, односно преку обновувањето на умот, ја согледуваме нашата вистинска природа. Исус сака да не пронајде и да не разбуди за можноста да бидеме спасени, за да имаме променета перцепција за реалноста. Бевме духовно мртви, а сега сме живи. Бевме изгубени, а сега сме пронајдени. Тоа е инспирацијата за обновен ум. Тука започнува, тука е почетната точка. Не управувајте се според овој век, туку преобразете се преку вашиот обновен ум, за да можете да познаете која е добрата, угодна и совршена волја Божја. Трансформацијата на умот е всушност трансформација, односно преобразување на Исус Христос на гората кога се молеше. И видот на лицето негово се измени, светна како сонце, и облеката му стана бела како светлина. И се чу глас од облакот кој велеше: Овој е мојот возљубен син, него послушајте го. Обновениот ум во духовната сфера е тоа што е во природното. Умот на Христос е почетокот на трансформација, односно обновување. Умот на Христос е почетната точка, стартот. Трансформираниот ум трансформира личност. Трансформираната личност трансформира град. Надвор од умот на Христос нема трајно обновување. Обновениот ум ја прави надежда возможна. Која е волјата Божја? Да биде како во небото, така и на земјата. Како може да се постигне тоа? Преку обновениот ум. Обновениот ум живее и функционира од друго место. И трансформацијата, односно промената што сакаме да ја направиме во нашето семејство, соседството, нашиот град, држава, прво треба да се случи во нас. Исус им покажуваше на своите ученици како и да се доведе небесното на земјата. Но и покрај тоа, тие немаа вера. Таков е примерот кога се случи хранењето на 5000 луѓе со неколку лебови и риби. Следниот ден Исус ги остави тие да направат чудо, но нивниот ум се уште не беше обновен. И тој им рече: зошто се грижите? Тој сакаше да им укаже зошто вашата прва мисла да биде толку ниска, односно исполнета со грижи, а не со вера. А нели верата е валута за размена во Царството Божјо? Зошто да започнете да мислите на она што го немате и да ја градите вашата логика од тоа ниво? Тоа е несоодветна основа за мислење и функционирање, и таа основа мора да биде отстранета. Колку повеќе сте сконцентрирани на она што го немате, толку поголема ќе биде кулата на недостатокот, бидејќи кулата ја градите на темели од грижа и ум на недостаток. Што е потребно во овој случај? Да се сруши таа кула и да се изгради нова, со цврсти темели. Во Матеј, 7 глава, пишува: И така, секој кој ги слуша овие мои зборови и ги исполнува, ќе го споредам со благоразумен човек, кој е изградил својата куќа на камен. И заврна пороен дожд и надојдоа реки и дувна ветрови, навалија на таа куќа, но таа не се разурна, зашто беше заснована на камен. И секој кој ги слуша овие мои зборови, а не ги исполнува, ќе биде спореден со безумен човек, кој е изградил својата куќа на песок.
и заврна пороен дошт. И надојдоа реки, дувна ветрови, навалија на таа куќа и таа падна, и незиното паѓање беше големо. Како да се изгради нова куќа со цврсти темели? Преку покаяние. Покајанието е патот до осознавање, откривање. Покајанието навлегува длабоко во корените на мислата или мислите, кои се емотивно врзани за начин на размислување, на разговорот со самиот себе, кој е деструктивен. Исус сака да продре длабоко во тие корени, не преку казна, туку преку избавување и лечење. Во Царството Небесно, слободата не е само слобода од нешто, туку слобода на нешто во нешто. Например, затвореник може да биде ослободен од затвор, но од друга страна, тој човек, кога е во општеството, во тој момент нема работа, нема екзистенција или пак нема дом. Така што на некој начин тој е слободен, но не целосно. Во Царството Небесно не е така. Кога Господ не ослободува од грешниот живот и служењето на самите себе, тој всушност нас не поврзува со способноста да ја посредуваме реалноста на неговата волја овде на земјата. Ние како битија сме по природа променливи, склони кон трансформација. Исус вели: "Вие сте солта на земјата, но ако солта стане блуткава, со што ќе се осоли? Веќе нема сила за ништо, освен да биде фрлена надвор и луѓето да ја изгазат." Еве и друга парабола. Царството Небесно прилегва на квас, што го зема жена и го става во 3 мери брашно, дури не скисне сето. Ако вие сте квасот, односно поединец со обновен ум, зарем нема да влијаете во средината во која живеете за да се подкваси цело тесто, односно да се променат луѓето околу вас, тоест да го обноват умот? Вие сте мерка, дел од Царството Небесно и преку вас тоа царство е присутно и доминира онаму каде што сте вие. Како влијаеше и доминираше Исус Христос? Поучуваше, лечеше, избавуваше, правеше чуда. Исус Христос е огледало на Царството Небесно. Тој е патот, вистината и животот. Модерно и технолошки кажано, тој е шифрата за влез во Царството Небесно. Секој кој ќе го повика името Господово ќе се спаси. Или прво, барај го Царството Небесно и неговата правда и се тоа ќе ви се додаде. Како заклучок. Каков квас, какво семе ставаме во нашето срце, во нашата работа, во нашето семејство, во нашиот град, во нацијата? Тестото не расте веднаш, нели? Потребно е време. Така, ако сте квас на љубов, простување, разбирање, такво ќе биде и тестото. А ако бидете обратното, можете да претпоставите каков ќе биде резултатот. Во Евангелие според Лука пишува: "Никој пак не става запалено светило на сокриено место, ниту под поклоп, туку на светник, за да ја видат светлината оние што влегуваат. Светилото за телото е окото. Ако твоето око биде чисто и целото твое тело ќе биде светло. Ако биде лукаво, твоето тело ќе биде темно. Затоа, гледај светлината што е во тебе да не биде темнина. Ако пак целото твое тело е светло и нема ниеден темен дел, тогаш тоа ќе биде така светло, како кога светило те осветлува со светлина." Што ќе одберете, драги мои? Сакате ли да бидете светлина? Ве поздравувам со светлината на Исус Христос. Божји благослов до следното издание на Елиезер. Почитуван слушателу, имам прашање за тебе. Доколку твоето срце престане да чука во следните неколку минути, дали си помирен со Бога? Дали знаеш каде ќе ја поминеш вечноста? Ако не знаеш,
Би сакала да се помолам заедно со тебе. Не сум тука за да осудам никого. Тука сум да ти помогнам да го пронајдеш новиот почеток. Знам дека ова доаѓа само од личниот однос Исус Христос. Ако не си во мир со Господ, или си застрнел од патот, или ти треба нов свеж почеток, ќе те замолам да станеш таму каде што си и ќе се помолиме заедно. Не можам да помислам на подобар момент за победа од овој. Бог не ти е луд и гневен. Твоите гребови веќе се опростени. Се што треба да направиш е да го прифатиш подарокот од Исус Христос, спасението. Ќе го направиш ли тоа денес? Непријателот во мислите ќе ти рече: направи го тоа подоцна, утре, следната недела. А Библијата вели: денес е денот за спасение. Не го слушаш ова по случајност. Исус вели: ако не се срамиш од мене пред луѓето, јас нема да се срамам од тебе пред мојот татко на небото. Ако ти треба свеж почеток, застани и ќе се помолиме. Знам дека е потребна храброст да се застане, но во моментов ангелите се радуваат за тебе. Би сакала да ти ја дадам можноста да го признаеш Исус Христос за свој Господар. Ќе се помолиш ли? Само повтори: мил Господе, јас сум грешник. Сгрешив против тебе и многу ми е жал. Верувам дека крвта на Исус ги чисти сите мои гревови и дека ти повеќе не ги помниш. И сега кога сум чиста, те барам, Господе Исусе, дојди и живеј во мене. Биди мој спасител, ти си мој Господар. Јас сакам да го доживеам моето лично искуство со тебе. Амин. Секое добро почитување. Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Георгиевска-Костадинова. Елиезер.